Почитувани, ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против Зоре Темелковски, татко на кандидатот за градоначалник од СДС за кисела вода Филип Темелковски, поради основано сомнение дека именуваниот преку закана со отказ на вработени во јавната и државната администрација од населбата Драчево постапил спротивно на член 160 став 1 од Кривичниот закон на Република Македонија. Како логистичка и фактичка подршка на стореното кривично дело, Зоре Темелковски, како што самиот вели, веќе направил селекција на над 1100 вработени кои доколку не гласаат за СДС може да останат без работа. Доказ за заканите и притисоците кои ги вршел Темелковски е оваа аудиоснимка која ќе ја слушнете во продолжение, а која се рашири низ социјалните мрежи и низ медиумите во државата, а на која не реагираа ниту јавното обвинителство, ниту Министерството за внатрешни работи, се извинувам, техничка грешка, малку побрзаа со пуштањето. На оваа аудиоснимка, како што реков, не реагираа ниту јавното обвинителство, ниту Министерството за внатрешни работи за да постапат по службена должност. Поради оваа ситуација, ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против именуваниот и ќе ги заштити граѓаните од самоволието на СДС. Во продолжение ќе ја проследите аудиоснимката. Почитувани, од оваа снимка јасно се слуша како Темелковски вели дека постојат над 48.000 вработени во администрацијата на кои им поминува договорот во ноември, додека од Драчево бројката е 1100 луѓе кои тие ги профилирале и кои може уште утре да останат без работа. Според Темелковски, како што можевме да слушнеме од снимката, семејствата на 1100 вработени сега молеле преку други луѓе за да останат на работа. Ова е еклатантен пример како функционира СДС кога е на власт. СДС и нивната врхушка ја злоупотребуваат позицијата на власт за да им се закануваат на вработените граѓани во државната администрација да гласаат за нивната партија. А доколку не гласаат, дека ќе останат без работа. Се е исто како во 1994 година, а по методологија на владење од 1948 година. Аудиоснимката од која јасно се слуша како Темелковски се изживува со вработените во државната администрација, користејќи ја позицијата на моќ преку власта на неговата партија за да одлучува за нивните судбини и екзистенција, едно за демократијата и правната држава. Како што веќе реков, Темелковски со оваа врши, односно извршил кривично дело, повреда на слободата на определување на избирачите, казниво по член 160 став 1 од Кривичниот законник, дело за кое е предвидена казнена санкција од најмалку 3 години затвор. Почитувани, ова не е изолиран случај, ниту е нешто бенигно. Ова е целосен приказ на шемата и методологијата која ја користеше СДС во текот на овие избори, со систематски притисок врз администрацијата и закани за отпуштање од работа на илјадници граѓани. СДС ги понижи македонските граѓани, СДС се изживува со судбините на илјадници луѓе, спроведувајќи ги најкриминалните избори во историјата на државата.
СДС со вршење на закани, уцени и масовен подкуп ги фалсификуваше овие избори, зашто постојат бројни видео, аудио и фотоматеријали. Ова аудио снимка е пример како не треба да се спроведуваат избори во едно демократско општество. Ова аудио снимка е доказ за криминалот во кој потонат СДС за да ги добие и овие избори. Волјата на граѓаните е украдена. Тоа го виде и слушна целата македонска јавност. Овие избори се нерегуларни и недемократски. И затоа ВМРО-ДПМНЕ излезе со 7 барања со кои ќе се врати демократијата во државата и ќе се овозможат фер и демократски услови за избори. Ви благодарам многу, повелете прашања кои имате. Изборите се криминални, а Европската унија сад ги признава изборите. Како е демократски? Бидејќи бев наблюдувач и во првиот и во вториот круг, и посебно во првиот круг, имав многу забелешки на спроведувањето на изборите, од групно гласање 1 за 6 мина, до давање ливче за гласање на човек кој претходно е потпишан во избирачкиот список, и тоа во присуство на представници на Европската унија и на ОПСЕ, кои не сакаа на тоа да реагираат. Тврдам дека изборите беа криминални и нелегитимни, а причините зошто ОПСЕ и Европската унија и САД ги признаа изборите како во наводници кристално чисти, треба да ги барате кај нив и во нивните интереси, поради кој го поддржуваат криминалниот режим на Заев, односно што тоа Заев треба да врати. Оваа снимка, убаво кажав, објавена е на социјалните мрежи. Да, повелете. Значи, снимката беше објавена на социјални мрежи и потребно е да се изврши секако вештачење, и кога веќе пак ќе се навратам на случајот Пуч, кој Катица Јанева го тргна од обвинителството, а од друга страна СЈО се обидува со нелегално стекнати снимки да поведе нерегуларни и измислени постапки против раководството на ВМРО-ДПМНЕ, зошто тогаш оваа снимка која е јавно објавена на YouTube не треба да биде причина за поведување на кривична постапка против господинот Зоре Темелковски? Повелете. Се извинувам, уште еднаш не ве слушнав. Значи, ВМРО-ДПМНЕ во своите органи секако ќе ги разгледа сите можни опции по кои би постапиле, доколку СДС одбие да постапи согласно нашите 7 точки кои ги предложивме за враќање на демократијата во Република Македонија. Како коментирате оставката на Христијан Мицкоски? Дали е тоа револт на позивањето на ВМРО да ги призна изборите? Во врска со оставката на господинот Мицкоски треба лично да го прашате него, не прашањето е сепак лично, значи кога ќе имате можност прашајте го господинот Мицкоски. Еден по еден ќе ве молам, ако може. Видете, прво никој не разговарал во партијата, ниту самиот председател на партијата Груевски не поднел оставка на функцијата за да може да разговараме за некаков наследник. Тоа е нешто во сферата на шпекулации кое и околу оставката на Мицкоски и околу сите прашања кои се однесуваат за понатамошните чекори на партијата ќе треба да одлучуваат органите на партијата. Таков став во ВМРО-ДПМНЕ се уште нема. Тоа што се однесува до ставот на партијата дека се легални нашите градоначалници е само поради тоа што во тие општини не успеа изборните манипулации, притисоци, уцени и закани од страна на СДС, и затоа и сметаме дека се луѓето легално избрани во локалната самоуправа. Повелете?
Ако нема прашања, ви благодарам многу. Се гледаме во друга прилика. Пријатно.